Ја губи ли Македонија битката со соседите во привлекување на странските инвеститори? Земјава со години каска за околните држави на ова поле, најмногу за Србија, бидејќи се повеќе компании се решаваат да вложат таму наместо овде. Додека Србија лани привлече речиси 4 милиарди евра странски инвестиции, а Албанија над 1 милиарда евра, Македонија со 512 милиони евра се најде во друштво на Косово, Црнагора и Босна и Херцеговина, држави кои не се толку успешни на овој план. Многу инвестиции останаа само на најави. Google, Facebook, IKEA, Volkswagen се само дел од нив. Сега надлежните со нова најава. Македонија била во трка со Србија и Хрватска за привлекување американско-тајванска компанија која треба да инвестира 300 милиони евра. Инвестицијата се брои во стотици милиони долари. Во текот на летото ќе имаме засилен ангажман и од наша страна да можеме да ги убедиме представниците на компанијата, највисокиот менеджмент на компанијата, да донесе одлука сепак да инвестира во Северна Македонија. Бројките вообичаено не ги коментирам вкупно на странски инвестиции, бидејќи кај одредени држави во рамки на странските инвестиции се сметат инвестиции во искористување на природни богатства и така натаму, особено во случајот со Србија и со Албанија, што не е случај со нашата држава. Компаниите кои работат во индустриските зони во последниве 2 години се соочуваат со бројни проблеми. Алармираат дека поради прекинатите синџири на испорака, производството се одвива забавено, се соочуваат со можност од прекина снабдување со газ, чија цена е неколкукратно зголемена, а континуирано куборат со квалитетен кадар за работа. Директорот на зоните Јован Деспотовски вели дека фирмите имале резерви и засега не пријавиле поголеми проблеми. Очигледно е дека цената е значително, на енергенсите значително покачена, меѓутоа мислам дека успешно се справуваат. Минатата година имавме кај неколку компании поддршка од наша страна, мислам нефинансиска поддршка, за да ги пребродат притисоците, беа поврзани пред се со последиците од пандемијата. Оваа година и минатата година и оваа година, че редовно ги исполнуваме обврските на државата кон компаниите. Убедливо најголемата инвестиција која се оствари во овој регион беше онаа на јапонската компанија Нидек, која одлучи да инвестира близу 2 милиарди евра во фабрика во соседна Србија. Нашиот северен сосед со години е лидер на Западен Балкан во привлекување странски инвестиции. Во последниве 3 години и покрај кризата имаат над 9 милиарда евра влез на странски инвестиции, додека во овој период во Македонија влегле едва 1 милиарда евра. Србија има 4 пати повеќе население од Македонија, па земјава треба годишно да има влез од околу 750 милиони евра за да и парира. Тоа досега не се случило. Најдобра година е 2018-та, кога влегоа 614 милиони евра инвестиции, претежно договорени од претходната влада.